кога имаат земјоделците, луѓето што живеат на село и градот живее. Но проблемот е што градоначалникот Заев нема никаква надлежност во делот на земјоделието и јас спомнав и во првиот дел на емисијата. Знаете, влегувате во едно село, ја правите улицата, дури го правите и паркот во селото и тротоарите, но среќата е денес како тоа го правите. Утре проблемот е присутен насекаде. Навистина, делот на земјоделието е катастрофален. И знам дека луѓето многу тешко живеат. Јас ќе си дадам право за коментар, оти сум градоначалник и на земјоделците, иако немаме надлежност во делот на земјоделието, морам да кажам дека сум разочаран од податоците. Не знам, банките велат 83% од оние селани кои што имаат земено кредити, имаат 4 или повеќе доспеани невратени рати. Сега, во пролет, во мај месец, кога треба апсолутно и кредитите да бидат вратени, откупувачите велат уште од лани имаме пари кои што се дадени како репроматеријали, не ни се вратени и навистина состојбата е разочарувачка. Знам дека утре има некој протест, синдикатот на земјоделците го организира. Навистина земјоделците мора некако да реагират, мора да им се помогне. Мојата теорија не е надлежност на општината, но како политичар, оваа држава, оваа влада постои заради граѓаните. Нормално е во време на криза да се помогне. Мора државата, како што обештетува од поплави, така да обештети и од ова време невреме. Навистина е лошо. Цената отиде на 3 денари на зелката и знам дека веќе не се откупува краставицата кратката, веќе не се зима, цените нагло паднаа. Не дај Боже со доматата да се случи лошо, најголем дел од земјоделците. Оваа култура во моментот немаат пари да извадат втора култура после зелката, заради тоа што не можат да купат семенски материјали, да организираат производство и слично. Субвенциите доцнат. И тоа е огромен проблем. Значи, не очекувајте да паднат решението од небо. Мора да реагираме. Ако знам јас да пофалам влада, знам и да критикувам влада која нешто не во ред, и од тој аспект ние сме демократско општество и навистина мора да реагираме. Ево утре ќе видам, баш, значи не сакав СДСМ да биде организатор на вакви работи, да не биде политизирање на состојбите. Гледам синдикат на земјоделци организира, земјоделците се овде вклучени и стварно треба да бидат сите со добар прилог на еден мирен протест, да дадат порака силна дека им треба помош. И навистина, ако им се помогне, знам дека преку тоа индиректно се помага и на градот. Кога само би можел парите од хортикултура, паркови, па дури од улици и водоводи да ги насочам кон граѓаните и да им помогнам со тој дел, би го направил тоа. Но тоа е ненаменско и незаконско работење, општината нема право за овие работи и навистина можам само со совет да помогнам, со мотивација, со поддршка и слично.